Жената што зела двајца мажи. Едниот збирач, а другиот јадач. Чита Александар Станојков. Си бил еден маж и една жена. Мажот бил многу скржав и со голема брзина печалеше и пари збираше. Те клаваше во еден ќуп што беше го закопал во еден килер без да знае жената му. Се што пари ќе спечалел, се алтани ќе и направил и во ќупот ќе и клаел. Бидејќи ќупот бил голем, не можел да го наполни. Анасан, али ќе го наполнам, али ќе умрам, си велел сам со себе и многу пати пред жената си. Се чудела жената му што ќе му бидел тој збор што го велел Катаен и дури со издишување и овкање. Море домаќине, му велела, што току овкаш и јадикуваш, дали ѓемеите ти батиса, дали чевлизите ти се запустија, дали што? Шуќур, работата ти арна, пари печалиш, арч горе, не преиш, се поскаредно кај врвиме. Мори жено, туку да го наполнам да ако умрам после. Никако не е кажувал на жената си што збор бил тој, туку да го наполнам да после ако умрам, што го велел. Било късмет, си умрел мажот и до годината се премажила жената за друг маж и си го зела домазет. Од кога беше се распознале мажот со жената, беше ја прашал една жената за другиот маж каков бил и што табиет имал. Мори жено, моја домаќинко, ја рекол, ете, било късмет да се земиме и да си бидиме домаќин и домаќинка, да се крпиме и да проживееме на овој лажовен век. Ќе те прашам нешто, ама атар да не ти остани. Како живееше со првиот маж што го имаше и како живееш со мене? Дали со него поарно живееше, дали со мене? И со првиот сум живеела арно домаќине, и со тебе си живеам арно, му рекла. Првиот само еден табиет имаше лош, што се едно овкаш и еден збор велеше, туку да го наполнам, да после ако умрам. Ете, од тој збор што го велеше, многу мака ми беше, чунти многу пати го прашав да ми кажи што му е тој збор. Арно, ама не ми кажуваше и дури умре пак не ми кажа што мака имаше. Ете, тој кусур го имаше првиот ми маж домаќине. Која ја ислушал жената си мажот, како да му притекнало оти има некој сад закопан со пари. Еден ден ја испуштил жената си мажот кај татка и тргна низ куќи да бара по сите ќошиња и за късметот негов беше го нашол ќупот закопан со една плоча покриен. Празен бил колку една педа од алтаните што биле внатре и тога му текнал оти во ќупот за да го дополни со алтани другиот маж да после да умрите, затоа така си велел. Еди човече, да би знаел ти оти јас ќе ти и ќердосам алтаните, никогаш не ќе си собирал и никако не ќе си јадикувал да го дополниш ќупот, ами ќе си јадел и ќе си растурил. По тие збори си нацрпил колку сакал и си отишол в чаршија, да си накупил се што му требаше и си живееше царски господарски и седно си велел, али ќе бидам жив да го биттисам, да после да умрам. Ете, како не знаи човек за кого збират. Други печалил, други изел, што рекол некој човек.